Јавната општинска установа библиотека Искра денеска го одбележа 23 април светскиот ден на книгата и авторското право со неколку активности. Традиционално на овој ден се прогласија најдобрите читатели во библиотеката Искра, како и во подрачната библиотека во населбата Оризари. Денеска го одбележуваме 23 април светскиот ден на книгата и авторското право. Ова е настан организиран од Организацијата за образование, наука и култура на Обединети нации, чија што основна цел е промоција, презентација и популаризација на читањето, пишувањето и авторските права. 23 април како датум е одбран бидејќи тогаш починале великаните на европската книжевност Мигел де Сервантес и Вилијам Шекспир. Ние денеска го одбележуваме со природна програма. Најпрви имавме прогласување на најдобри читатели во подрачната библиотека во населба Оризари. Тоа беа Теодора Захариева, ученичка во 4-то оделение во Основното училиште Крсте Петков Мисирков, и Ирена Спасова во категорија на возрастни. Во градската библиотека во Кочани најдобри читатели во категорија возрастни е Мичо Цеков, а во категорија деца Ана Николова. Во рамки на одбележувањето на светскиот ден на книгата и авторското право беше промовирана и збирка раскази "Расказите раскажуваат" од авторката Леонора Николовска. Ова е мојата втора издадена книга. Расказите раскажуваат. Сметам дека би требало да споменам дека книгата е наградена и како резултат на тоа е подпомогната од фондацијата Такец за да излезе на виделина, односно да го види белиот ден. Подпомогната е поготово поддржана од Гордана Петров Такец. Книгата се состои од 14 раскази, меѓутоа не е за одредена целна група, што значи не е одредена возраст. Би можеле сите да најдат по еден расказ што ќе им се допаѓа од семејството, од најмала до најголема возраст. На манифестацијата беа прочитани пораките кои секоја година се објавуваат по повод 23 април светскиот ден на книгата и авторското право. Македонската порака за 2023 година е напишана од професор доктор Ана Стојановска, а светската порака е напишана од господја Одре Азуле, генерален директор на УНЕСКО. Одбележувањето продолжи со литературно читање од страна на членовите на литературниот клуб Копнеш со лични творби содржани во најновиот билтен по повод 23 април. А исто така, одбележувањето го одбогатија и музичките точки со изведба на ученици од Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Светскиот ден на книгата и авторското право се одбележува секоја година на 23 април како символичен датум во светската книжевност поради каталонскиот фестивал во Шпанија и во чест на смртта на великаните на светската книжевност Вилијам Шекспир и Мигуел де Сервантес токму на истиот овој датум.